Здраво дечки, јас сум Кирил и денес ја имаме нова Opel Corsa. Вела дека е најдобриот мал автомобил, затоа ќе видиме малку подоцна дали навистина е така. Сега направете subscribe, бидејќи ни значи вашата подршка, за да имаме уште поинтересни видеа, но и за да имаме уште поинтересни коли. Ајде сега одиме. Corsa е еден од најважните модели не само за Opel, туку општо за Германија, бидејќи еден од најпродаваните германски модели. Така да Corsa и оваа шеста генерација е многу важна и за Германија, и за Opel, но и за сите пазари во Европа. Инаку ова е, како што кажав, шестата генерација на Corsa и ова е првиот модел кој што е добиен во соработката со PSA, Peugeot и Citroen. Има некои сличности, односно ја делат истата платформа, исти мотори, некои детали внатре се доста слични. Има дури на амортизерите и напред кај моторот покажува дека е на PSA, но дизајнот, како што гледате, воопшто не е сличен ниту како Peugeot, ниту како Citroen. Изгледа вау. Мислам дека тоа е добар начин да се опише колку убаво изгледа нова Corsa. И има некои мали детали во дизајнот кои што многу ми се интересни. Пример, овие рокчиња напред на предниот браник и ова светленца тука позади, кое што искрено ме потсетува како ОПЦ верзиите на Astra. Доста интересно, доста спортски. Идејата за ова возило е да биде мало градско и симпатично од надвор, што мислам дека тотално успеале. И другата идеја, да има доста убав интериер внатре, така да сега влегувам внатре за да видиме што се нуди таму. Тука внатре многу ми се допаѓа, бидејќи самиот дизајн е многу кул, многу модерен, многу ми се допаѓа, искористени се многу меки и квалитетни материјали тука горе. Надали од страна искрено не очекувате да има такви меки и квалитетни материјали, бидејќи сепак ова мало и градско возило треба да биде ефтино и достапно за сите. Инаку имате 7-инчен екран кој што е окей, не е најреспонзивниот, има подобри од него, но можете да го поврзете со вашиот телефон без разлика дали е Apple или Android. Инаку можеби ви изгледа вака малку чудно што е закосен, но кога ќе почнете да возите ќе сватите дека е доста функционален и е лесно достапен кога треба да го користите. Инаку имате доста голема остава за телефонот, имате две остави за шишињата, мала остава за паричките веројатно, имате голема остава во вратата, не така голема остава тука кај наслонот за раката и огромна фиока, каде што можете буквално си ги ставите вашите нозе кога патувате на подолги релации. Инаку многу ми се допаѓа и само воланче кој што го се држи, имате рамен дел доле, тоа помага и кога возите, кога треба го маневрирате, ќе видиме за тоа малку подоцна. Инаку имате и паркинг камери и паркинг сензори кои што ќе ги видиме подоцна. Не ми се допаѓа ова веројатно екранче кој што покажа информации за појасите, за воздушни перничиња. Не ми се допаѓа бидејќи изгледа како 90-тите години. Можеби можеле да го променат тоа. Инаку сама возачка положба е многу удобна, многу убава, се прилагодува според секој возач. И како што гледате, јас сум малку подолг, па ми е потребно да се вратам поназад. Тоа малку резултира со помал простор позади. Всушност сега ќе одиме да го видиме, бидејќи се скратува многу просторот позади. Тука позади, само успеам да се сместам. Добре. Гледате дека има мал простор за нозете и за главата, само го кренам наслонов. Ето така. Имате голем простор тука горе, но искрено овој страничен дел и овој дел тука позади малку ми пречат, бидејќи кога ќе се навалите, повеќе ги чувствувате овие делови отколку самиот наслон за главата. Искрено на средниот дел имате не така висок и не така широк тунел, што е окей кога ќе седнете, но ако треба да се возите со уште двајца патника од страна, тогаш е вистински проблем. Сега, не е толку страшно, бидејќи има неколку кул моменти, како например овој дел тука на пластиката кој што е одсечен и помага убаво да наслоните раката. Имате остава минимална, ама имате сепак остава во вратата, бидејќи немате наслон за раката со две остави за шишиња како што можеме да видиме понекогаш. Во оваа опрема, бидејќи една од
поопремените, средно ниво на опременост. Имате електрични прозори тука позади на задниве врати. Имате седишта во два материјали, односно кожа и некој убав текстил. Инаку за родителите, бидејќи имате Isofix куќи, внимавајте, ова е мало и градско возило, не е семено. Можете да поставите детско седиште, се спуштаат само овие патенчиња, лесно се поставува детското седиште, но пак ќе кажам, мало градско возило е, не е семено. Може да се користи како второ возило во семејството или како возило за млад човек. Сега може да го видиме и багажникот, бидејќи веќе почнавме да збориме околу практичноста и големите простори. Инаку багажникот нуди 309 литри, што е еден од најголемите во својата класа, не еден, туку најголемиот во својата класа. За едно мало градско возило има навистина голем багажен простор. Имате куќи и закачалки. Под ова даска имате голема остава, веројатно за резервно тркало. Во моментов имате сет за репарација, немате приклучок за струја, што е до некаде многу нормално. Можете ги спуштите задниве седишта ако сакате го зголемите дополнително просторот. И во глобала тоа би било тоа околу багажникот. На промоцијата ги видовме оние портокалови бои за Корсата и изгледа навистина многу бои. Малку ми е жал што ја немаме таа боја сега, но Opel велат дека Корса е уживање секој нејзино гледање, но уште е позабавно кога се вози. Ајде да видиме дали е навистина така. Времево е лудо. Од преска што имавме убаво време со сонце и убави топли температури, сега имаме дожд, снег од време на време, дува многу ветар, ладно е, го облеков джемпер поради тоа. Но да не ве замарам со глупости, се вратиме на Корсата, се вратиме на Opel, да се вратиме на нивниот слоган за овој модел, тоа како што кажав дека изгледа возбудливо кога се гледа, но дека е позабавно кога се вози. Е така? Да, дефинитивно, нема да должам. Многу е забавна, навистина многу забавна. Ретко кога верувам на слоганите на брендовите за нивните модели, но тука Корса се навистина многу искрени, многу точни и дефинитивно Корсата многу забавна за возење. Зошто? Од причина што имате многу добар управувачки систем. Многу е прецизен, низ кривини, имате многу голема забава, лесно и брзо ги поминувате, но исто така, она што е најбитно за возачот, имате голема доверба зад воланот и над самото возило. Исто така е доста лесен за маневрирање низ град, што е добро, бидејќи е мало градско возило, лесен е воланот, лесни си командите, многу е добар и самиот менувач, ова е 5 степен мануелен менувач, во понуда имате и 6 степен, исто така мануелен со понапредните, односно помоќните мотори, но со нив исто така имате опција за бирање на автоматски 6-степен менувач. Инаку тука имам 1,2 3-цилиндричен бензински мотор без турбо кој што произведува 75 конски сили. Знам дека вака на прв поглед и на хартија звучи дека е слаб мотор, тромав, но воопшто не е. Многу е жив, многу е еластичен мотор. Јас искрено се изненадив. Дури можам да кажам дека се пронајдов со ова моторче, бидејќи за низ град реално не ви треба ништо повеќе од ова. Имате истиот мотор со турбо, е нормално малку помоќен, произведува околу 100 конски сили. Да, тој е постартен, подобар од овој, но мислам дека и ова моторче навистина доволно добро. Имате 1,6 дизел кој искрено не ви треба такав мотор, не ви треба дизел во оваква кола. Потрошувачката е речи си идентична, дури тој може и нешто повеќе да троши од овој мотор. Тука потрошувачката е 5,5 литри, јас успев да симам на 5,5. Мислам дека со доволно економично возење можам да спуштам и на 5, но еве, нормално возење ми се движи од 5,5 до 6 литри, што е супер за едно вакво мало возило и за едно градско возило. И градско возење пред се. Морам да признаме на работа
денеска видовме како изгледа внатре, со какви материјали опремена. Да, кажав критика дека нема секаде меки материјали, точно, но многу се чувства внатре германски, цврсто, квалитетно. Да, кај Peugeot може има повеќе меки материјали кај некои други конкуренти, но тука, иако е пластика со понизок квалитет, и сепак се чувствува цврсто и знаете дека ќе трае, дека нема да се расипе така лесно, дека е добро изработено, така да Corsa и Opel еден голем лайк за ова, браво, секоја чест. Инаку ова е ексклузив, мислам, ниво на опременост и чини 14.900 евра, едно од средните нивоа на опременост. Имате навистина многу играчки, имате убав екран како што видовме, мора да ги пофалам уште еднаш паркинг камерите и сензорите, односно една паркинг камера која што подоцна си прави 360 степени поглед околу вас, што е многу добро, многу ви помага во оние тесни простори, особено кога се паркирате низ град некаде. Гледате да не ги изгребете бандажите и лајсните од страна, што е супер. Исто така имате систем за задржување во лента, автоматска кочница, автоматски брисачи и светла, да не спомнувам. Но системите навистина добро функционираат, да сега ќе ви покажам. Системот за задржување во лента, гледате како функционира, не е агресивен, да враќа точно во лента, не дозволува да ви изфрли многу надвор, така да браво за Opel. И дечки, бидејќи надвор врне и е ладно, ќе искористам тука да направам одјавата. Направете subscribe на нашиот YouTube канал. На вистина ни значи вашата поддршка и на вистина